Јавна администрација ставена во функција на партиски поддржувачи, кои без квалификации, но и без никаква морална или кривична одговорност, 100 години се сервиз на партиите наместо на граѓаните. Првата емисија на Агенда 35 после празниците ја посветуваме на една комплексна и навистина тешка тема – реформа на јавната администрација. Овие реформи ги бара Брисел, но пред се македонските граѓани. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате какви реформи на јавната администрација ќе спроведува новата влада. Професорот Борче Давидковски е песимист. Вели дека недостасува клучното – политичка волја за партиите да ги ослободат стегите на клиентелизмот врз државата. Ниедна влада до сега немала политичка волја да направи вистинска реформа на администрација. Сега кој како сака дојде министар, некој што лепел плакати ќе земе ќе го вработи во администрација. Тоа е, ако е тоа реформа, дигитален асистент во име на државните институции да одговара на прашањата на граѓаните. Ваква иновативна алатка развива македонски иновативен тим. Следете на. Европската комисија постојано бара реформи во работењето на јавната администрација и тие се неизоставен дел на секој извештај за напредокот на земјата. Последната оценка на комисијата е дека земјата е умерено подготвена во однос на реформата на јавната администрација. Постигнат е одреден напредок во финализирањето на хоризонталната функционална ревизија. Беа дадени препораки за ново организирање на органите на државната управа, со подобрени нивоа на отчетност. Тие треба да се внесат во релевантното законодавство, кој треба да се донесе и да се спроведе. Новата рамка треба да го подобри управувањето со човечките ресурси, да придонесе да им се обезбеди поголемо признание на вработените, унапредување и отпуштање врз основа на заслуги, вклучително и кај повисокото раководство. Комисијата потенцира дека Државната комисија за спречување корупција продолжила да ги решава предметите на непотизам, блискост и политичко влијание во процесите на вработување во јавниот сектор и во процесот на именување членови на надзорни и управни одбори, но незините наоди и препораки треба систематски да се следат од засегнатите институции. Според Европската унија, повеќето од минатогодишните препораки се делумно спроведени. Генерално, потребно е дополнително зајакнување на раководната одговорност во јавните институции. Комисијата посочува дека продолжуваат напорите за поделбата на одговорностите помеѓу институциите, за да се избегнат преклопувања, да се утврдат јасни нивоа за известување и да се обезбеди нивно правилно функционирање. Собирањето административни податоци дополнително се подобрило, но квалитетот на податоците останува проблем. Државните институции треба да го зајакнат и поедностават споделувањето на административните податоци преку системот за интероперабилност и да ги користат овие податоци подоследно во процесот на донесување одлуки, пишува во извештајот. Новата влада пак во својата програма предвидува професионална јавна администрација, поддржана од интензивна дигитализација, оптимална структура и иновативни процеси и техники. На тој начин, како што се вели, ќе се постигне побрза услуга, подобар квалитет и еднаквост во пристапот за сите граѓани и деловни субјекти. Новата влада ќе се заложи да се намали обемот на администрацијата за 20%, преку спојување на функциите и надлежностите на институциите, пензионирање на 64 години, пакети за трансфер во приватниот сектор. Се предвидува вработување на квалитетни кадри и нивно задржување во државната служба, развој на нивната кариера и обука, наградување и плати, мотивација, ресистематизација. Според последните податоци, целиот јавен сектор во 2020 година броел 131.183 вработени. Иако претходниот председател на владата се залагаше за намалување на бројот на вработените за петина, во 2020 година во сите органи на државата биле вработени речиси 16.000 луѓе или 3% помалку од годината претходно.
Граѓаните и компаниите за одредени прашања поврзани со работата на државните институции наместо на шалтер во иднина ќе може да се јават на дигиталниот асистент. Ќе биде достапен 24 часа и во име на државните институции ќе одговара на прашањата што ги интересираат граѓаните. Домашната IT компанија CodeWell го развива ова иновативно решение, а неговите функционалности детално ни ги представи Нино Карас, коосновач и директор на CodeWell. Користејќи CodeWell и технологијата, работиме на дигитален асистент за потребите на програмите за државна помош, дел од планот за економски раст, кои што се реализираат од неколку владени институции. Всушност се работи за многу напреден дигитален асистент кој што ќе биде истрениран да зборува и разбира 3 јазика, вклучувајќи македонскиот на кирилица и латиница, албанскиот и англискиот јазик, со многу висока прецизност од над 95%, при тоа возможувајќи комуникација со реален човек, иако позади сцена е само вештачка интелигенција. Всушност се работи за асистент кој што ќе биде достапен на Facebook, Messenger, Viber и веб страниците на овие институции кои ги имплементираат овие програми, а граѓаните и потенцијалните странски инвеститори ќе можат да разговараат со самиот асистент преку разменување на текстуални пораки или чатување, популарно познато како чатување, било кој од овие 3 јазика. Дигиталниот асистент ќе биде достапен на граѓаните и корисниците во било кое време и ќе биде спремен да услужи неограничен број на корисници истовремено. Тој ќе може да им понуди граѓаните чекор по чекор асистенција на својот мајчин јазик, како и да одговори на сите нивни прашања поврзани со програмите за државна помош. Тоа значи дека граѓаните ќе можат да добијат веднаш одговор во било кое време, во било кој ден од неделата, на сите нивни прашања кои што се поврзани со овие програми, без непотребни трансфери помеѓу институции, оддели. Всушност самиот асистент ќе воведе, да кажам, централизирана база на знаење поврзано со овие програми и ќе може да обезбеди информација за се она што ги интересира граѓаните. Освен тоа, дигиталниот асистент ќе им помага на граѓаните при аплицирање за повици и програми, ќе им помогне да ја проверат својата подобност, ќе ги потсетува за рокови и настани, ќе помага при спроведување на приговори и предлози, но и ќе има улога да ја промовира нашата држава како погодна дестинација за инвестирање пред странските инвеститори. Самиот проект ќе трае 2 години. Првата година ќе биде развој и тренирање на самиот дигитален асистент, така што во текот на 2022 ќе може да очекуваме лансирање на овој дигитален асистент, кој што со текот на времето ќе станува се попаметен, побогат со информации и со се повеќе работи ќе може да им помага на граѓаните. Кога ќе биде спремен за својата работа првиот домашен дигитален асистент? Дигиталниот асистент е базиран на CodeWell и технологијата. Всушност се работи за напредна технолошка платформа која што возможува градење на вакви дигитални асистенти, кои што може да го зборуваат било кој јазик со многу висока прецизност или она што ние го нарекуваме на ниво на човек и кои што може да бидат тренирани како експерти во било кое поле. Нашата технологија се користи на неколку различни места во светот, во неколку различни индустрии. До сега имаме имплементации во телеком индустријата, банкарската индустрија, осигурувањето, здравствената индустрија и уште неколку други. Вообичаено им помагаме на компаниите и институциите да автоматизираат до 80% од сите дигитални интеракции со крајните корисници и помагаме при автоматизација на процеси во оддели кои што имаат масовна комуникација со крајни корисници. Развојот на дигитален асистент чини 9 милиони денари обезбедени од Фондот за иновации и технолошки развој, а со неговото воведување се очекува да се автоматизираат до 80% од сите интеракции со корисниците, што ќе придонесе до поголема заштеда на ресурси, поактивна комуникација со граѓаните, намалување на метежот во институциите, како и поефикасни процеси. Професоре Давидковски, ви благодарам на прифатената покана да бидете дел од емисијата Агенда 35. Ова емисија тема е реформата во јавната администрација и особено анализа на стратегијата за реформа на јавната администрација која што се однесуваше на 2018-2022 година. Оваа година завршува времето во кое што треба да бидат остварени целите кои што владата си ги зададе во оваа стратегија. Очекуваните резултати се врата на доверба на граѓаните во институциите, градење на служба на компетенции, на квалитетни услуги и транспарентни институции. Колку од ова според вас мислите дека е остварено или остварливо воопшто, особено имајќи предвид дека клучните закони кои што требаше ова да го
гарантираат, како што е Законот за административни службеници и Законот за висока раководна служба, воопшто не се ни донесени до овој момент. Па видите, прво малку историјат не е лошо да се каже. Првата реформа за јавна администрација во Македонија ја донесе владата од 99 година, мај 99, потоа на секои 5 години се носеа стратегии и како која власт дојде носи стратегија и фактички до сега јас не видов дека некоја стратегија се оствари. Значи, тоа е една пуста желба и ова се што рековте, тоа се желби. Дали имаме сервисно ориентирана администрација, дека граѓаните ја прифаќаат и така натаму, реалноста е сосема друга. Што значи недонесувањето на овие закони, бидејќи токму тие го предвидуваа она што и граѓаните почнуваат да го лоцираат како најголем проблем во администрацијата, а тоа се партиските вработувања, ненапредувањето по заслуги, воопшто неможноста да завршат основна услуга пред институциите. Дали секоја власт и понатаму ќе продолжи да ги прави професионалноста и на институциите и на вработените жртва на политичките пазари? Па видите, бидејќи тоа ми е вокацијата, тоа го предавам. Кога земете стариот закон за администрација и стариот закон за вработени во јавниот сектор, ќе видите дека тој има повеќе сегменти кои што штитат партизација. Овој што го читав предлогов на законот, тоа е една карикатура од закон, каде што, например, има таму, сака да се укинат некои места и сега, например, државните секретари, односно тие што се на Б1 државните советници, да им се даде, кој има над 55 години, 3 опции. Една опција да идат во пензија, втората опција да бидат распределени, кај што сакат и третата, ако не, ќе ги стават на барабан и кај што има слободни места да бидат исто така распределени, што е нонсенс во услови на принцип. Ние имаме, нашата администрација работи принципот на работни места, значи не е принципот на кариера. Влегувате во администрација па имате 12-13 скали, како во Франција, например, и си знаете до кај можете да дојдете и со тек на време, со полагање, дополагање, тестирање и така натаму. Кај нас се рипа тие работи, се знае ради политички и партиски интереси. И тие луѓе кои што се врв на администрацијата и вие најнаше велите на 55 години ај одете си. Тоа е нонсенс. Исто е тоа кога некој да рече ајде сеите редовни професори на факултетите, ајде у пензија на 55 години, или некој да рече сите судии од Врховен суд, ајде во пензија кој има над 55 години. Значи врвот на кариерата кај што највише се очекува стручност, компетентност, вие нив им кажувате ај одете си, ќе си одите од администрација. Тоа не е никаква реформа и дури по стоечкиот закон, таму има тест за интегритет, па полагаат општо знаење, испити, психолошки тест и така натаму. Дури колку што гледам и тие филтри за влегување, формално правно, кажам, и тие не се применува, и тие се укинуваат сега кој како сака, дојде министар, некој што лепел плакати, ќе земе ќе го вработи во администрација. Тоа е, ако е тоа реформа, по мене, не очекувам дека некој голем бенефит ќе се постигне. Законите не се пречкат, законите се добри, законите само треба да се почитуваат. Битно е кај нас за овие изминати 30 години, да не испадне еве јас некого сакам да етикетирам. Ние имаме партизирана администрација. Ние немаме стручна и компетентна. Тоа е основно. За да имаме стручна и компетентна, треба да има политичка волја. Ниедна влада до сега немала политичка волја да направи вистинска реформа на администрација. Ако го земете регистарот на вработени во МИОА, во Министерството за информатичко општество и администрација, ќе видите, например, стоматолог или некој со физкултура што дипломирал, работи на човечки ресурси, а не е правник. Како тој утре решение за работа или некоја постапка треба да води? Едноставно ги измешавме лончињата.
Споменавте еден од примерите на со кои што се подкопува довербата во институциите, поставување на партиските кадри, но во изминатиот период слушнавме и многу други примери кои што се можеби уште пофрапантни. Директор на јавно предпријатие заминал од позицијата за да може да си се вработи во истото предпријатие, да си го осигура докрај животот, потоа бил распишан нов конкурс за тој повторно да стане директор. Некои ситуации кои што се незамисливи дури за филм сценарија, кои што би требало да бидат дел од некоја друга продукција, а не од продукција на квалитетни кадри во јавната администрација. Како ова да го искорениме? Велите добри се законите но потребна е политичка волја. Политичарите ни се тие 30 години. Ја ќе ви дам по-еклатантен пример. Например, имавме во изминатиот период директори на јавни предпријатија, на јавни институции, сами со себе склучуваат менаџерски договор. И вели, во случај кога ќе ми престане пред време функцијата, 100, 200, 300 илјади евра треба оштета институцијата или јавното предпријатие да му земат. Пазете, грото тие јавни предпријатија се загубари и тие грото сите надоме платата ја зимат малтене од буџет, ве земете железница, други, трети, знаеме сите кои јавни предпријатија како екзистираат. И сега покрај тие злоупотреби што ги прават, има судски процеси, поведоа некој, затоа што он вели како може у реалниот сектор да има менаџерски договори, и ја тука у јавно предпријатие влегол без конкурс, го избрале, ставен политички ставен, никакви резултати не покажува, отчет не дава секоја година и на крај уште бара се исклучил менаџерски договор и бара оштета бидејќи дошла друга политичка провиниенција, кај така и така на негово место друг ќе дојде и уште државата да му плаќа од буџетот да зема пари. Да, но токму Државната комисија за спречување на корупцијата, која исто така е дел од државниот апарат, почна многу прецизно да ги лоцира овие недостатоци во јавната администрација. Кој треба да реагира на ваквите злоупотреби за тие да бидат спречени, бидејќи во изминатиот период барем веќе јавно ни се познати и начините на злоупотреби и како тие се прават? Е многу едноставно. Кој треба да реагира? Оној кој што го поставил, дали е влада, дали управен одбор избран од влада кој што го поставиле у јавно предпријатие или директор или например директор на клиники, министрот што ги поставил и така натаму, оној што го избрал, тој треба да реагира, да го разреши. Кај нас во Македонија за 30 години никој не одговарал за квалитетот на услугите што ги пружа. Еве, например, има во здравство, кога испадна пожарот или еве сега транспорт, ова што е автобусот, ова. Нема тука, во тој ресор направи, или кога беа сега пожарите летоска во Берово и така натак. Никој не одговара. Еве, пазете, имаме два, еден на ЦУК, еден на таа дирекција за заштита. Се уште ја имам од прилика мислам, 4 години е тој исти директор, се уште 3 тендера му пропаѓаат, не се сервисирани 3 авиони канадерите, тие што се загасени пожар. Ние имаме заробени институции. Тоа е проблемот во Македонија. Затоа не функционираат институциите. Тоа се све партиски војници во светот, секаде во светот докажано. Администрацијата, министерствата, јавната администрација се во функција, зборувам за демократскиот свет, во функција на остварување на правата на граѓаните, сервис на граѓаните. Кај нас, нашата администрација е во функција на политичките партии и во функција на остварување на политиките на владата. Односно, и они затоа не ни одговарат, не ни работат. Они граѓаните ги третираат ко терет им се граѓаните, а од граѓаните примаат плата. Професоре, споменавте неколку примери и набројавте неколку институции во минатото во кои што се
ни се случува поклопување на надлежностите поради постоењето на голем број на агенции, управи и други видови на форми на административни служби. Според вас, можеме ли да очекуваме дека Законот за организација и работа на органите на државната управа ќе го поправи ова преклопување на надлежностите, а најмногу оттргање на надлежноста од својата кожа? Па видите, тој закон е двотретински и за волја на вистината тој да се смени треба многу работа. Иако, последниве 4-5 години се изнаслуштавме дека се прави наводно функционална анализа и дека функционалната анализа ќе ги расчисти проблемите со преклопување на надлежностите. Ние имаме во Македонија 32 инспектората, од тоа 13 се државни, оние кои што се во Законот за организација. Ние со посебни закончиња, што се носат со 50 на пратеници гласачи, формираме инспекторат. Еве последниот, на пример, закон за јазици, па има агенција, па има инспекторат за спроведување на законот за јазици. Пазете, во хиерархијата на органите мора да знае, ако има министерство, органите во состав кои што се, тука се инспекторати. Тоа се диви тела на нешто што не постои. Исто елката као е китите, не можете вие наопаку да се знае врвот кој и надор. Ова кај нас ги измешаа лончињата. Со секое мало законче инспекторат се формира. И сега тој инспекторат имал луѓе по партиска линија поставен директорот, работел, не работел и секој вината. Ние имаме 1246 ли колку органи. Од тие барем 20-30% никој не ги знае. Дури примаат по 5-6 луѓе кај што има примаат плата, нити имаат мејл, нити имаат канцеларии и така натака. Едноставно, али битно е кога политичкиве партии ќе победат, за сите си знаат да си стават своји луѓе и таму. Тоа го оптеретува буџетот. А бенефитот нула. Дали мислите дека дигитализацијата ќе помогне во намалување на корупцијата и причките со кои што се соочуваат граѓаните при остварувањето на своите права пред јавната администрација, особено што земаме примери, дел од овој процес се води од Естонија, една земја која што е прилично по број на жители иста, меѓутоа е напредната премногу во овој момент. Прво, тоа многу чини. Имаме ние општини, имаме урбани, имаме рурални, така наречени, овие, знаете, селските општини, кај што воопшто можда дали имаат компјутери или немаат и така не се мрежно поврзани. Второ, трето, имаме различни бази на податоци. Една база на податоци има Централен регистар, друга база податоци има Завод за статистика, трета има УЈП, четврта МВР, пета и така натака, кои што воопшто не се компатибилни. И како вие очекувате во овој галиематијас на разноразни и некомпетентни електронски системи, да очекувате дека да се примени Законот за општа управна постапка, да земе органот да ги прибави по службена дозвола сите податоци или сите папири што треба. Естонија направија за 5 години, решија ние папир нема да имаме. И во Естонија нема папир, нема ни барање писмено, све онлайн ќе си аплицирате, онлайн ќе ви пратат, на штампачот ќе си испечатите и се е тоа окей. А кај нас мора да има подпис, печат, глупости и она, кај што со милиарди долари се склучуваат договори помеѓу компании онлайн, вие знаете. Овде кај нас било што да е, мора дојди по архивски број да му се стави, архивски печат друг, округл печат, подпис на овој, подпис на оној. Ние се уште работиме 19 век. 20 век не сгази, а сме во 21 век. Едноставно, треба многу да се вложи. Повторувам, не се смени политичкиот код на нашите политичари. Немаат она политичка волја да нешто се реформира во интерес на граѓаните, не во интерес на партиите. Јас не сум оптимист дека нешто ќе се случи позитивно во таа насока.
Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам на поканата. Група на експерти за јавна администрација и управување, која ќе ја советува комисијата и ќе биде форум за диалог со земјите членки на ЕУ за реформите, вклучително и оние поддржани од инструментот за техничка поддршка, одлучи да формира Европската комисија. Групата треба да ја олесни размената на информации за тематски и методолошки прашања и добри практики, како и да го помогне за јакнувањето на административната соработка меѓу земјите членки и институциите на ЕУ, што би значило поефективно спроведување на законите и политиките. Раководителот на директоратот за поддршка на структурни реформи при комисијата ќе председава со експертската група, а сите релевантни генерални директорати исто така ќе бидат вклучени во работата на групата. Членови ќе бидат и представници од националните министерства одговорни за хоризонтални прашања, политики, координација или модернизација во областа на јавната администрација. Групата ќе биде отворена и за администрација од локално и регионално ниво, меѓународни организации, тела на ЕУ и истражувачки мрежи. Експертската група се очекува да започне со работа во првиот квартал на 2022 година. Извештај за состојбата со дигитализацијата во јавната администрација и интероперабилноста во Европа, со информација за националните иницијативи, обврзувачки и необврзувачки, кои се донесени, изменети или дополнети од страна на 35 европски држави во 2020 и 2021 година, објави Европската комисија минатиот месец. Според извештајот во периодот 2020-2021 година, низ Европа владините тела подготвиле 102 нови необврзувачки стратегии, акцијски планови и рамковни документи, како и 47 нови законски рамки и предлози за поддршка и регулирање на различни аспекти поврзани со дигитализацијата на јавната администрација. Изминатите 2 години европските држави отпочнали 47 иницијативи поврзани со развој и воспоставување на дигитална инфраструктура. Извештајот кај 27 европски држави регистрира и структурни промени во дигиталното управување, односно извршена трансформација на државна институција, создадено ново државно тело, агенција за дигитални прашања или префрлени надлежности од едно државно тело на друго. Извештајот покажува и дека повеќето европски држави имаат отпочнато процес на дигитализација на јавната администрација, а пандемијата со COVID-19 само ја има забрзано дигиталната трансформација, наметнувајќи ги дигиталните технологии и услуги како императив за сите. Економските активности, јавна администрација, одбрана, образование, здравство и социјални работи биле најзначајни во Европската унија во 2020 година, покажуваат последно објавените податоци на Евростат. Овие активности изнесувале 19,8% од вкупната бруто додадена вредност на ЕУ, претекнувајќи ги економските активности и индустрија, но и трговијата на големо и мало, транспортот, сместувањето и услугите за храна. Од друга страна, најмал удел во вкупната бруто додадена вредност на ЕУ имаат економските активности земјоделие, шумарство и риболов, а потоа следуваат уметност, забава и рекреација, други сервисни активности, активности на домаќинствата и екстратериторијални организации и тела. Процентот на бруто додадена вредност создадена од економските активности јавна администрација, одбрана, образование, здравство и социјални работи е зголемен од 18,7% во 2019 на 19,8% во 2020 година, што представува најголемо зголемување во споредба со останатите економски активности. Ефикасна јавна администрација, која на граѓаните им нуди услуги навремено и брзо, не може да се постигне без автоматизација и дигитализација на работните процеси. Поради тоа, Министерството за јавни расходи и реформи на Ирска реализира проект преку кој ги анализираше сите можности за автоматизација на работните процеси, што подразбира употреба на роботски софтвер за извршување на рутински, стабилни и компјутерски базирани задачи, кои вообичаено се спроведуваат од страна на државните службеници. Роботската автоматизација на процесите е технологија за автоматизирање на повторувачки работни процеси со користење на компјутерски програми и роботи кои симулираат човечка работа, односно самостојно извршуваат задачи кои дотогаш ги извршувале луѓе со повеќекратно кликнување или преглед на компјутерски екран за да се дојде до посакуваната цел. Користа од роботската автоматизација на процесите, Министерството за јавни расходи и реформи на Ирска ја согледа преку својот сектор за човечки ресурси.
Па така, доколку некој сакал да поднесе документи за вработување, потребно било да се пополни електронски документ, од кој податоците подоцна службеник ги префрлал во табела во друг тип електронски документ. За да се пренесат податоците на еден службеник му биле потребни од 4 до 5 минути по апликација. Со иновативното решение за спроведување на работните процеси било потребно помалку од 10 секунди. Поради автоматизацијата, службениците кои се сега слободни може да помогнат околу други рутински процеси кои бараат вклучување на човек. Следната недела се гледаме со нова тема, повтор на истата фреквенција и во истиот термин. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.